Следувате вестите на Канал Плюс, продолжуваме по кратката најава. 6 полицајци загинаа, на 30 припадници на македонските полициски сили се повредени во вчерашната акција во Куманово. Македонија е завиена во црно, денес и утре е ден на жалост. Со голем црковно народен собир денеска се отвори новиот храм Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село или кај народот позната како Покрита Богородица. До понеделник ќе се носат решенијата за данок за имот и опомината за должниците. Шестмина полицајци загинаа, на 30 припадници на македонските полициски сили се повредени во вчерашната акција во Куманово, објави Министерството за внатрешни работи. Македонија е завиена во црно, денес и утре е ден на жалост. Жарко Кузмановски од Тетовско Бравеница, 32 годишен татко на 2 деца. Сашко Самуиловски од Тетово, 32 годишен татко на 2 деца. И Ненад Серафимовски од Гостиварско Зубовце на возраст од 28 години. Исмаедин Османи од Скопското село Стоденичани е нов загинат. Бобан Ивановик, Горан Илиевски и едно лице од Штип загинаа во разбивањето на терористичката група во Куманово. Според МВР се работи за добро вооружена терористичка група, која во најголем дел е совладана и разбиена. Според досегашните сознанија на МВР, цел на терористите биле цивилните објекти и државните институции, предизвикување големи штети и човечки жртви и создавање тензија и немир кај населението. Вечно ќе ја паметиме и храброста на загинатите, но и на останатите 30 на припадници на специјалните единици, кои беа повредени во акцијата. Сите тие покажаа невидена волја и пожртвуваност во заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност или вероисповест. Сите рамо до рамо се бореа против едно исклучително опасна терористичка групација, која беше огромна закана по државните институции, но и по безбедноста на сите граѓани, изјави министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Владата на Република Македонија донесе одлука за определување на деновите 10 мај и 11 мај како денови на жалост по повод загинувањето на припадниците на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи во полициската акција во Куманово на 9 мај во 2015 година. На деновите на жалост, знамето на Република Македонија ќе биде истакнато на половина копје. Со голем црковно народен собир денеска се отвори новиот храм Покров на Пресвета Богородица во Штипско Ново село или кај народот позната како Покрита Богородица. Осветувањето и отворањето на новата црква Покрита Богородица е изградена со донација на Сашо Миладинов, собственик на конфекцијата Албатрос и неговото семејство, кој воедно денеска прават и крштевка на внукот. До понеделник ќе се носат решенијата за данок за имот и опомината за должниците. Доколку не платат навреме, долгот присилно ќе им биде наплатен. Од почетокот на 2015 година, со тоа што лично градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев прв ја исполни граѓанската должност и го плати данокот на имот, штипјани започнаа да ги добиваат решенијата. Од надлежното одделение при општина Штип дознаваме дека совесноста на физичките и правни лица е на високо ниво и дека наплатата на данокот на имот се движи според предвидената динамика. До 10 мај ќе завршиме со текуната година достава на решенијата за данок на имот и опомените, а после тоа следува наплата по присилен пат. Така да граѓаните тие го знаат и кои имаат добиено решение и опомени да си завршат својата обврска во предвидениот рок. Постојат и такви кои немаат платено со години наназад, затоа граѓаните треба темелно да ги прочитаат добиените решенија, бидејќи е напишано дека последен рок за подмирување на долгот е 15 ноември 2015 година. Долгот е некаде околу за физичките лица околу 100.000 евра. Не наплатено, тоа се за последните 4 години. Има ли можност за плаќање на рати?
Значи во самото решение постои можност граѓаните, односно даночните врзници да си подмират својата врска на рати. Меѓутоа, плаќањето треба да биде доколку користат ја користат оваа можност во средината на кварталот. После тоа ќе следува генерирање на камата за тај период после 31 декември. Доколку не го сторат тоа во предвидениот рок, постојат повеќе начини за присилна наплата. Некои наши сограѓани веќе се запознати со оваа постапка. А имавте ли долг од изминатите години? Па имав. Дури блокада имав на банка да пензија да не земе и така. Сега решен проблем? Па да, имам преплатена. Освен блокирање на сметка преку извршител, Општина Штип има склучено меморандум со Агенцијата за вработување за споделување на информации поврзани со должниците за нови начини на наплата. За да не стигнат до тој степен, повеќето штипјани веднаш по добивањето на решенијата плаќаат колку е потребно. Добивме решение, али на време си е се подмирено и како секоја година се плаќа нормално. Сега малку се подигнати цените оти дворното место не ни беше комплетно откупено, па го откупиме и ради тоа. Плаќаме. И то на крај на годината. На крај на годината? Да, А решение за оваа година добивте ли? добивме. Плативте ли? Не сме платили уште. Ке чекате крајот на годината? Крај на годината, да ги собереме парите. Така, голема ли ви е сумата? Не е голема, 1200-300 динар. Плаќате ли редовно данок на имот? Плаќам, Добивте ли решение за оваа година? доби, Го подмиривте ли долг? се готово. Шом приеме пензија и плати, мора да плаќаме. Нормално државата треба да функционира. Подмирено е за оваа година. Още вториот месец подмирено. Точно 15.600 решенија за данок на имот до 10 мај ќе бидат доставени на физички лица и околу 250 евидентирани правни лица. Тоа значи од наплатата на данокот на имотот 300.000 евра е вкупната сума која влегува во касата на општината, средства кои потоа се пренаменуваат за инфраструктурното уредување на општината, односно сето она кое граѓаните го имаат наведено како приоритети. Премиерно прикажана представата Свадба на учениците од основното училиште Славчо Стоименски од Виница. Дел од собраните средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели со подршка на волонтерите од Црвениот крст. Откако својата премиера и дебитантско искуство во театарот првин го покажаа пред стручното жири на детскиот драмски фестивал во Кочани, младите актери и ученици од основното училиште Славчо Стоименски синоќа своите афинитети ги покажаа и пред домашната публика. Како почетници, улогите кои ги креираше Васил Илјовски во представата Свадба ги режираа со помош на нивниот професор Даниела Ристова. Јас прво ќе истакнам дека е големо задоволство да се работи со ученици, значи тоа е бара многу труд, но кога сега заврши ова што треба, значи тогаш сваќаме и јас и тие сваќаат дека просто сме направиле многу добра работа. Па кога настапувавме во Кочани, добивме позитивни критики од комисијата, бевме задоволни, но нели секогаш се може подобро. Фидбекот со аплауз од публиката ги мотивираше учениците да го дадат максимумот и вистински да го почувствуваат традиционалниот патриархален сегмент од македонската историја. Ова е мое прво актерско искуство. Значи во оваа представа Свадба од Васил Илјовски јас играв улогата на Стефче Козарко. Од овие два настапи многу сум задоволен, но се надеваме дека наредната представа ќе бидеме уште подобри. Играв улогата на писарот во драмата Свадба од Васил Илјовски. Ние се подготвувавме во текот на целата година и вложивме многу труд кој сега се исплати. Преполната сала синоќа беше квалитетна потврда и за хуманитарниот гест на оваа театарска група, која одлучи дел од собраните средства да ги донира во хумани цели со подршка на волонтерите од Црвениот крст. За да се заштити кожата, треба да ја негуваме секој ден. Негувањето на кожата е неопходна кај секој човек, независно од возраста. За да се овозможи мазна и мека кожа на лицето, граѓаните се почесто ги посетуваат козметичките салони. Се знае дека младите без разлика на полот не можат да го замислат денот доколку не нанесат хидратантен крем на своето лице. Но покрај младите се почесто креми за лице купуваат и повозрастните. Бараат многу креми, не е битна сезоната, значи дали е лето, пролет, зима, се трошат кремите. Значи само што луѓето се уште не се запознаени со некои работи, дека ноќната крема подобро делува отколку дневната крема, бидејќи тогаш лицето највише се ревитализира, значи, а инаку потрошувачката е многу голема. Нема возраста, нема, значи мерило, значи бараат и повозрастните
и многу е добро тоа што нема граница. И младите и возрастните набавуваат хидратантни креми без разлика на годишното време. И летото и зимата, ради тоа што летото се бара со заштитен фактор. Бидејќи знаеме сонцето колку е штетно и така да сите бараат со повисок заштитен фактор, а зимото бараат па похидратни и повлажни креми, значи затоа што самиот студ ја суши кожата. Поради состојбата во Македонија за денеска српскиот премиер Александар Вучич закажа воредна седница на Бирото за координација на безбедносните служби на Србија. Српската влада внимателно ја следи ситуацијата во Македонија. Премиерот Вучич синоќ изјави дека неколку српски семејства и албанци избегале во Србија и наскоро се очекува нивно враќање во Македонија. Најмалку еден загинат, а неколку лица се исчезнати откако неколку торнада го зафатија послабо населениот земјоделски регион на американската сојузна држава Тексас. Властите ги проверуваат домовите за проценка на штетите, но тие се отежнати поради поројните врнежи. Поранешниот председател на Турција Кенан Еврен, кој минатата година беше осуден за улога во државниот удар во 1980 година, почина вчера на 97 годишна возраст. Еврен беше на лекување во воена болница Гата од 2012 година, но неговата здравствена состојба во изминатиот период се влоши и тој беше поврзан на респиратор. Денес во 16 часот ќе се одиграат само два надпревари од плей-аут фазата. Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за одложување на трите надпревари од плей-офот на првата лига, што требаше да се играат денес. Одлуката за одложување следи по нарушената безбедносна состојба и големите инциденти што се случија во Куманово. Надпреварите од 30-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во вторник. Денес Штипска Брегалница ќе гостува кај Пелестер со тоа што ќе се бори за нови 3 бода, додека Хоризонт Турново во Тетекс. Женскиот ракометен клуб Вардар на Final Four турнирот во Будимпешта, како и лани така и ова година, не успеа да го порази Будуќност, кој за место во финалето се избори со победа од 27-17. До 10-та минута се играше рамноправно, пошто црногорската екипа направи серија од 3-0 за прво водство на Будуќност од 3 гола, 6-3 во 14-та минута. Иста таква серија Будуќност направи по втор пат, пошто во 25-та минута стигнаа до највисоко водство од плюс 5 гола, кое екипата од Подгорица го сочува до крајот на првото полувреме, па на паузата замина со предност од 14-9. На Вардар ќе им останува дуелот против руската екипа Волгоград да се изборат за третото место. Мечот Вардар Динамо Синара ќе се игра денес со почеток од 14 часот и 30 минути. Во финалето од 17 часот Будуќност ќе игра против норвешката екипа на Ларвик, која во првиот полуфинален меч го совлада Динамо со 31-22. Двете екипи сезонава во Лигата на шампионите немаат пораз. Ова беа вестите на Канал Плюс. Со повеќе информации следете ни во дневникот во 16:30 и на нашиот портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатен ден.